Ден и од мене. Секогаш е задоволство, те повторам, кога се присуствува на вакви настани, кога можете да сведочите за нешто што претходно сте го ветувале, како што градоначалникот во кампањата за локалните избори во 2021 ветуваше, а од она што можев во еден неврзан разговор пред да ја дадеме оваа изјава, да го разговараме, е дека повеќе од 60, би рекол веќе 70% од она што е ветено во таа кампања и е реализирано. И градоначалникот е оптимиста, Виктор, заедно со администрацијата, дека заедно со луѓето кои што се дел од тимот на општина Карвенци, дека до крајот на втората година, практично до истекот на втората година неговиот мандат како градоначалник, речиси ќе ја исполни целата програма која што ја ветуваше во кампањата за локалните избори до 2021 година. Слушнавме дека ќе имаме градежна офанзива и оваа пролет и ова лето, временските прилики се добри. Денеска завршуваат со луѓето кои што одека работат со асфалтирањето на оваа улица. Видовте граѓаните дека се задоволни, бидејќи децени после газење као, да имаме можност да видиме еден исклучително квалитетен градежен објект со тротоари од страната, со атмосферска канализација, со нов асфалт, така што продолжуваме да градиме. Онаму каде што ВМРО ДПМН има градоначалници, продолжува да биде пример како треба да се гради најпрво својата општина, а потоа како и ќе градиме Македонија после следните предвремени парламентарни избори. Јас само можам да го охрабрам и да посакам уште многу вакви проекти да бидат реализирани и граѓаните одека во општина Карбинци, иако мала општина, но со огромен потенцијал, да бидат задоволни од тоа што градоначалникот заедно со неговиот тим го работи. Така што, ево уште еднашка идеја, нека се среќа и нека се можат вакви проекти. Ако имате прашања, повелете ви што. Надвор од темата прашање, еве Тараварија на Чекор за влез во владата, ваш коментар и второ прашање, докаде сте со обезбедување на собраниско мнозинство кое ќе покрени иницијатива за предвремени парламентарни избори, бидејќи рековте февруари е крајната граница кога е оптимално тоа да се направи. Видете, кога зборуваме за предвремени парламентарни избори, некако одговорот на второто прашање ќе го поврзам со одговорот и на првото прашање што ми го поставивте. Затоа што ценам дека во овие, еве, теоретски кажано според желбите на Ковачевски и на тие кои што сега се приклучуваат на оваа влада на ДУИ поддржан од СДСМ, имаме, да речеме и да нема еве предвремени парламентарни избори, имаме некаде околу 10-11 месеци уште период кога оваа влада би работела. Зарем некој во Македонија, човек верува, па дури мислам и самите тие, верува дека за овие 10-11 месеци може нешто да се направи и да тргне напред, односно да се подобри квалитетот на живот, стандардот на граѓаните, реформи структурни да се случат. Јас мислам дека дури ни тие самите не веруваат во тоа, па затоа јас со оваа нова коалиција ја повеќе поистоветувам со естрада, би рекол, политичка, во која што овие политичари кои што влегуваат во оваа естрадна владина коалиција имаат само исклучително една цел, а тоа е да задоволат неколкумина околу себе, да наместат уште неколку тендери за да можат да го плячкаат народот. Таму нема капацитет за реформа, затоа што јас такво нешто не видов изминативе 5,5 години откако СДСМ е влада, а камоли па да очекувам нешто во овие 10-11 месеци, еве, и да нема предвремени парламентарни избори. Така што предвремените парламентарни избори се нужност за да може народот да се избере политичари кои што ќе ја водат владата, кои што ќе направат структурни реформи и ќе ја придвижат Македонија напред, кои што ќе градат, а не да крадат како што денешната владина коалиција на ДУИ поддржана од СДСМ се однесува и еве сега гледаме истата ќе се проширува. Така што јас сум се уште оптимиста, бидејќи се уште има структури во пратеничката група на СДСМ и на останатите политички партии кои што се уште го поддржуваат владиното мнозинство, се уште рефлектираат позиции дека се незадоволни од ова што се случува и дека ќе се охрабрат и дека нема да ги прифатат предлозите на Ковачевски кои што ќе бидат номинирани за министри. Самото тоа ќе даде одговор
дали ќе имаме припремени парламентарни избори или пак ќе одиме на редовни парламентарни избори следната пролет заедно со претседателските. Така што не треба да ја измачуваме македонската јавност, не треба да ги измачуваме граѓаните со естранните политики на владата на ДУИ поддржана од СДСМ. Треба да сме разумни, одговорни и да се подготвиме да ја поразиме оваа коалиција, а потоа после тој пораз нормално многу работа, сукање ракави и многу работа, но и одговорност. Без одговорност нема понатаму. Да. Господине Мицкоски, еве да ни кажете, на 4 февруари тој ќе биде настанот висок безбедносен ризик. Дали ваши членови се повикувани во полициска станица? Видете, имам информации за такви информативни разговори и јас се користам оваа прилика да ги повикам граѓаните во Македонија да не подлегнуваат на провокациите кои што секојдневно се присутни и кои што имаат само една цел. И тие идат во полза само на една структура, а тоа е на владата на ДУИ поддржана од СДСМ и на нашиот источен сосед. Ниту една провокација на која што ќе потпадне било кој граѓанин не оди во полза на македонскиот народ и на Македонија како држава. Затоа ги повикувам, ние сме мирен, честит, достоинствен народ, библиски народ, ќе потсетам, народ кој што знае да тагува, народ кој што знае да празнува, но народ и кој што знае да се отчести, да даде почест на луѓето кои што ги почитува. Еден е таков великанот Делчев и јас ги повикувам сите да на тој ден да достоинствено се поклониме во црквата Свети Спас во Скопје, за да можеме да нормално покажеме дека овој народ местото му е онаму каде што одамна треба да биде, а тоа е во Европа. А не да се враќаме наназад и да не дозволиме оние корумпирани полициски структури кои што имаат обид да го разединат македонскиот народ да успеат. Ние треба да ги поразиме со едно достоинствено чествување на денот и затоа ги повикувам сите оние кои што тој ден ќе се одлучат достоинствено да го чествуваат денот. Дали се сепак повикани ваши членови? Па имам такви информации, До сега не би сакал. Видете, не треба да создаваме паника. Не, ние сме навикнати, ние 5 години живееме под политички терор на владата на ДУИ СДСМ, навикнати сме, едноставно отпорни сме на сето тоа, повикувани се, ќе бидат повикувани, се до моментот додека оваа влада не замине. Потоа тие кои што ја злоупотребуваат таа позиција ќе треба да дадат одговори на многу прашања и тогаш треба да бидат силни како што се сега силни. Знаете, кога ќе сте во институциите, имате чувство дека ако малку помалку имате животно искуство дека сте семоќни. Но потоа доаѓа денот кога ќе треба да дадете одговори на многу прашања. И потоа нема бегање, нема плачење, нема лелекање, нема кукање. Ќе треба да се дадат одговори. А тој ден доаѓа. Месеци се во прашање, кога ќе дојде денот кога многумина во оваа држава, тоа што го прави овие 5,5 години, ќе треба да дадат одговор. Така, како го коментирате извештајот на Transparency International според министерот за правда денес, тој е мотивирачки според вас? Па ако министерот за правда и мој колега од Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор редовен, е мотивирачки да сме во друштвото на Суринам, Тунис и Индија наместо во Европската унија, за мене тоа е девастирачки и понижувачки. Се надевам дека нашите студенти не ги воспитуваме и учиме на вредностите на Тунис, Суринам и Индија со сета почит кон тие држави, туку на вредностите кои што ги споделува Европската унија. Уште еднаш покажува политичка незрелост оваа влада и со тие позиции кои што ги рефлектира дополнително го обесхрабрува македонскиот народ. Ние сме држава со висока корупција, висок криминал, за жал, и можам да признам дека единствено светла точка може да бидат оние општини каде што и не ќе да бидам обвинет за тоа дека ги форсирам општините каде што имаме градоначалничот ВМРО ДПМН, но помина доволно време за да можат граѓаните да оценат како работат кадрите на ВМРО ДПМН, како работи централната власт која што е практично раководена од владата на ДУИ, а поддржана од СДСМ. Така што јас би апелирал до мојот колега, наместо да дава недвосмислена поддршка на Али Ахмет и Артан Груби, да се посвети малку да ги воспитува
студентите на европските вредности, наместо да се споредуваме и да сме задоволни и да сме охрабрени со тоа што се наоѓаме во друштво на Суринам, Тунис и Индија. Така и уште едно прашање, само ќе ве молам во врска со општинските обврзници. Минатата година ниту една општина не успеа да добие општинска обврзница. Според власта тоа е всушност еден начин на ново задолжување на граѓаните, но според опозицијата и градоначалниците кои се начело, односно од опозицијата кои се начело на општините, што представуваат општинските обврзници? Мора да појасниме неколку работи. Прво, општините се во беа, сега веќе се во една добра, одлична кондиција, бидејќи имаат капацитет да се задолжат, но беа во една многу лоша, хаотична ситуација, со многу долгови, со празни сметки, со лошо менаџирање во јавните предпријатија, и овие 42 градоначалника од редовите на ВМРО-ДПМН успеа да го кренат потенцијалот. Како резултат на тој потенцијал би ја споменал втората работа, тоа е дека државните институции, тука пред се мислам на Министерството за финансии, потоа Комисијата за хартија од вредност, Македонската берза дадоа согласност за да овие општини, еве тука е таква да речеме соседната на Карбенци Штип, имајќи го предвид потенцијалот свој, да се задолжи и да издаде за прв пат општинска обврзница. На Балканот тоа прв пат се прави. Прв пат се издаваат општински обврзници да можат луѓето сите да учествуваат, сите граѓани да учествуваат и да речат јас ќе вложам средства во општинска обврзница за да ми биде изграден мостот, да ми биде реновирано училиштето, да биде изградена ваква една улица со канализација и со тротоар, игралиште спортско, детска градинка и така натаму и така натаму. Но за жал, трето, владата на ДУИ поддржана од СДСМ и Ковачевски одлучија да ги обстурираат овие обврзници. Сега четврто да направиме споредно. Општините имаат потенцијал да се задолжат за капитални проекти. За капитални проекти. Ќе повторам, градинки, училишта, булевари, улици, спортски игралишта, детски игралишта. А како се задолжува владата? Владата вика ќе земам 100 милиони евра од Европската банка за обнова и развој, но за да ги земам тие 100 милиони евра ќе ги затворам Рек Битола, ќе го затворам Осломеј и ќе оставам 5000 луѓе на улица. Тоа се 5000 семејства директно на улица. Тоа е разликата. ВМРО-ДПМН прави магии за да обезбеди дополнителни пари за да се реализираат капиталните проекти, а СДСМ уништува тоа што го наследило од ВМРО-ДПМН. Ете, тоа е разликата помеѓу едните и другите и јас сум убеден дека на следните парламентарни избори народот ќе даде огромна поддршка за да продолжиме да ја развиваме Македонија, а не да им даде поддршка на овие политички криминалци, измамници, кои што треба една за секогаш да заминат на политичките маргини. Да, ви благодарам. Имаме уште две прашања. Како оценувате работата на Карбинскиот градоначалник, ако има некој индекс од 1 до 10? И втора работа, ако на ВМРО-ДПМН му се понуди широка коалиција, дали би ја прифатил? Првото прашање, како професор ме прашувате вајде од 5 до 10, да не биде од 1 до 10, еве ќе дадам висока 9, да не биде 10, па да не се вообрази. Ќе оставиме тоа до година да ја бетонираме 10-ката што се вика, затоа велам висока 9 на кај 10-ка. Второто прашање беше? Второто прашање е дали ВМРО-ДПМН би прифатила широка коалиција доколку и се понуди? ВМРО-ДПМН прифаќа широка коалиција со народот. Тоа е единствената широка коалиција која што ВМРО-ДПМН може да прифати, бидејќи ВМРО-ДПМН е народна партија, партија од народот и само коалиција со народот, широка една таква коалиција доаѓа во питање. Така, и уште едно прашање само на 4 февруари. Дали сепак очекувате било какви случаи кои што би ја нарушиле безбедносната состојба во државата? Било каква случка која што би ја нарушила ќе биде само на греф на владата и на Министерството за внатрешни работи, бидејќи ако Министерството за внатрешни работи ги слуша сите овие апели кои што ние ги упатуваме и добро се организира и не сака да дојде до таква случка, верувате нема да дојде. Но доколку сака Спасовски и луѓето околу него да дојде до таква, ќе дојде. Така што единствен виновник ќе биде ти. Ви благодарам.